Владината делегација, предводена од премиерот Никола Груевски, денеска е во посета на специјалниот административен регион Хонг Конг, дел од Народна република Кина. Оваа посета е во рамки на турнејата од азискиот континент во кој беа посетени Јапонија и Кореја. Груевски имаше средба со председателот на извршниот совет на Хонг Конг Ленг Чун Јинг. На средбата се разговарало за напредување на соработката на полето на економијата, трговската размена и соработката на полето на инвестициите, како и за остварување на соработката во другите полиња од заеднички интерес. Делегацијата е посети и хонгконшката болница Квин Мери. Македонски доктори и медицински персонал ќе одат на обука и едукација во таа болница, договори премиерот Никола Груевски на средба со менаџерскиот тим на болницата. Се надеваме дека и нивни лекари ќе дојдат во Македонија, да таму кај нас го пренесат нивното знаење, останувајќи во Македонија неколку недели или повеќе, со цел поголем број на лекари и медицински персонал во Македонија да ги научат некои вештини кои што тука ги имаат научено и ги имаат применето, а кај нас се уште не се внесени. Секако на агендата е и деловен форум организиран од Financial Times. Во Народна република Кина македонската делегација треба да го посети и градот Гуанжу, кој представува седиште на мултинационалната компанија Weibo, која веќе има донесена одлука за инвестирање во Македонија и за отворање фабрика во североисточниот реон, со кој ќе се отворат околу 5000 работни места. Планирани се и средби и со политичките представници на регионот Гуандонг. Медијаторот Метју Нимиц во следните неколку недели ќе ги посети Македонија и Грција на нова рунда разговори за прашањето за името. Информацијата доаѓа од постојаниот представник на Грција во Обединетите нации, амбасадорот Михалис Спинелис, кој пред Американската асоциација на грците во Њујорк истакнал дека Грција учествува, како вели, со добра волја. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод националниот празник на Соединетите Американски држави 4 јули, денот на независноста, упати честитка до американскиот председател Барак Обама со неискрени желби за просперитет на Соединетите Американски држави, како и за благосостојба на пријателскиот американски народ. Односите со САД ги ценам за исклучително значени, а заложбите за нивно натамошно зацрстување од посебен интерес за Република Македонија и за нејзините граѓани. САД даваат силна и континуирана поддршка на напорите за консолидирање на мирот, демократијата и стабилноста во регионот, како и за остварување на стратешките надворешно политички цели на Република Македонија. Одамна заслуженото полноправно членство на нашата држава во НАТО, како и на тамошна интеграција во Европската унија, стабилноста и просперитетот на нашиот регион, регионалната соработка и градењето добрососедски односи остануваат наши највисоки надворешно политички приоритети, но истовремено и предизвици со кои нашата држава се соочува. Поскора реализација на овие значени цели ја очекуваме вашата натамошна уште позасилена поддршка во престојниот период, особено во пресрет на следниот самит на Алијансата во септември оваа година, се вели во честитката од Иванов до Обама. Во 3 града во Македонија во полициска акција синоќа се уапсени десетина лица добро организирана група хакери, која креирала лажни веб страници идентични со оригиналните, преку кои може да се купува и преку така наречен фишинг, крадела лични податоци од граѓаните. Така, потврдуваат од полицијата, хакерите успеале да извлечат 100.000 евра и 100.000 американски долари. Групата работела подолг период и според информации од истрагата, станува збор за добро подготвени луѓе, кои речиси перфектно ја работеле својата работа. Љубица Буралиева ќе биде пратена во собранието и ќе продолжи да действува опозициски. За сега е неизвестно колку мина пратеници ќе го следат нејзиниот и примерот на Солза Грчева, со оглед на тоа што нивните оставки не се констатирани, а во јавноста веќе се шпекулира дека најмалку 5 мина од опозиционерите се премислуваат за оставките и дека ќе побараат нивно повлекување. Пратеничката Буралиева го почна работниот ангажман како пратеник. Веќе втор ден е во низината канцеларија во Законодавниот дом. Таа е против институционален бојкот. Топлото време го зголеми бројот на пациентите на клиниката за инфективни болести, каде се пожалиле на труење со храна. Минатата недела лекарска помош побарале 97 пациенти поради дехидрираност, повраќање и диареа. Лекарите советуваат граѓаните да внимаваат каква храна купуваат и како ја подготвуваат. Задолжително да внимаваат и на хигиената на рацете. Според лекарите, бактеријата салмонела е најчест причинител за труењата со храна. Поранешниот председател на Франција Никола Саркози изјави дека францускиот судски систем се користи за политички цели, откако беше ставен под формална истрага за вршење влијание врз судија. Се тврди дека Саркози барал инсайдерски информации од судија за истраги за нелегалното финансирање на кампањата. Во телевизиско интервју Саркози негираше извршување на какво било незаконско дело. Тој рече дека е гротескен случајот против него и дека бил намернет да го понижи и да му наштети на неговиот углед.
Косовската влада и институциите, како и институции на други држави на Балканот, можат да бидат цел на терористички напади на Исламската држава Ирак и Левант, познати како ИСИЛ. Косовските медиуми тврдат, а ги преземаа и другите балкански медиуми, дека западни разузнавачки служби за оваа закана ја известиле Косовската служба и препорачуваат да е зголеми будноста поради наводни комуникации на ИСИЛ во Сирија и Ирак со своите групи на Балканот.